Добар ден, со мене денес во студиото е директорот на Агенцијата за поддршка и промоција на туризмот, Љупчо Јаневски. Би кажала, завршува летната сезона, барем и календарски, па би сакале заедно да сумираме како таа помина кај нас, колку туристи ни донесе, меѓутоа и колку ќе ни донесе сега семинарскиот туризам и што се прави понатаму. Добар ден, Љупчо. Добар ден, благодарам за поканата. Сезоната уште трае и во нашите туристички летни или би кажал пред се центри и месецот септември, без разлика на климата, без разлика на температурите, тој е веќе закупен од одредени странски туроператори кои што имаат и кружни патувања, но и аранжмани за 5 и 7 дена, а веќе во разговор минатата недела со голем број на хотелиери во Струшко-Охридскиот регион, претежно дека и октомври месецот имаат добри најави за одреден број на туристи, што ветува оваа 2022 година да ги достигнеме целите кои што некаде скоро пред една година почнавме да ги промовираме или ги зацртавме заедно со туристичкиот сектор. Како сте задоволни од летната сезона? Што кажуваат бројките? Има некои пресметки за девизен прилев, верувам и за ноќевања веќе, иако пред статистиката официјално да објави. Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот веќе години наназад има една практика со нивното стратешко планирање. Скоро година дена да ја покаже и да ја каже визијата за следната. Тоа се случи оваа година за 2023-та година, но многу храбро, па во некои елементи и дрско во 2021 година во екот на пандемијата и на презентациите кога можевме да се изброиме на прсти бидејќи толку и можевме да функционираме. Според законите кажавме дека во 2022 година очекуваме негде 2,6 милиони ноќевања и тоа веќе беше бомбастично пренесено од вас од медиумите како една многу оптимистичка би кажал статистички показател токму кај нас, но веќе половината на годината или првите 7 месеци покажуваат видите резултати во македонскиот туристички сектор. Кога е девизниот прилив во прашање, во првите 2 квартала девизниот прилив е значително поголем споредбено со 2019 година, околу 20 до 25%, или во овија половина година генериравме негде 185-186 милиони долари. До сега во првите 7 месеци забележавме 1,4 милиони ноќевања и очекувам веќе со месецот август да ја надминеме бројките од 2 милиони. Како го пресметувате тој девизен прилив? Еве, јас сум слушнала коментари во јавноста, од каде па директорот знае точно колку потрошиле оваа сезона гостите? Всушност тоа се показатели кои што ги имаат Управата за јавни приходи и Министерството за финансии. Ние ги генерираме податоците од таму, исто така и статистиката или Државниот завод за статистика. Всушност овие се релевантни бројки и податоци кои што ги изнесуваат самите институции. Всушност, се тоа што ние го планираме, се тоа што го промовираме е подкрепено со одредени истражувања и се базираме на бројки, на податоци и на факти. Всушност, применуваме ние некои одредени практики од регионот и од Европа, што можеби наназад низ годините не било таква практика или максимална транспарентност на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот. Што значи може слободно да заклучам дека износот е многу поголем ако се земе во предвид дека има различити плаќања кои што не поминуваат низ Добра ви е заклучокот според Светската туристичка организација Западниот Балкан и колку тоа да не сакам јас да го користам тој термин, повеќе би сакал отворениот Балкан, да го користам некад има сива економија во туристичкиот сектор помеѓу 40 и 45%. Еден од фактите е тоа што ние немаме воведено сателитска сметка, па на таков начин според Светската туристичка организација и методологијата да го мериме импактот на туризмот во нашата економија. Што значи тоа сателитска сметка? Тоа всушност значи систем каде што ние на реално на дневна база ќе можеме да видиме колку ни влегле туристи, колку остварено ноќевања, колку се транзит, колку ни се сместени во сместувачки капацитети, какви се плаќањата, дали се тие во кеш, дали се истите картично и дополнително да го измериме мултипликативниот ефект во туристичката индустрија. Ако знаеме дека туристичката индустрија влие врз повеќе од 20 економски гранки, затоа ја велам дека индустрија или многу пати можете да го сретнете изразот туризмот како област, затоа што има многу значаен мултипликативен ефект, можеме исто така да заклучиме дека сме некако лишени од тие податоци. Сепак и ваквиот начин во овој момент на планирање стратегиско на
Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот во последните 3 години дава одлични резултати, бидејќи го постигнуваме целите заедно со туристичкиот сектор. Всушност, креирањето неведа 2023 година на целата стратегија, предлог програма и стратегиско планирање од страна на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот е заедно со Советот на Агенцијата во кој што се вклучени сите порелевантни комори, асоциации и здруженија во туристичката индустрија. Дали активно работеше Советот? Имаше забелешки до вас, стигнаа веројатно дека Советот не се состанува, имаше некое незадоволство од страна на туристичките агенции? Знаете како? Ако веќе во 2022 година, некаде во крајот на месец февруари го создадовме координативното тело во туристичката индустрија кај нас, поради почетокот на пандемијата, и веќе добивме многу големи пофалби од страна на Светската туристичка организација, бидејќи тоа беше второ во Европа. Всушност тоа представува кризен менеджмент во туристичката индустрија. Ние не би сакале да го, и во тој момент не сакавме да го именуваме како кризен менеджмент или кризно тело кое што ги донесе 4 сетови на мерки заеднички, кои што имаат доста големо влијание во закрепнување и во амортизирање на кримата во туризмот, токму кај нас. Всушност и ревизијата на успешност на истите мерки ја покажа само нивната процентуална искористеност, но потребни се дополнителни анализи кои што ќе ни покажат колку е нивната длабочина, колку е нивниот ефект, колку реално се задржале работни места, исто така каде се концентрирало највеќе. Дали биле прилагодени аранжманите на туристичката индустрија на ваучерите кои што беа дадени. Дали реално беа потребни толку средства или беа потребни повеќе. Се тоа анализи од кои што почетно ваква состојба досега никогаш не е доживеана, не се памти во економијата, и од ова ќе можеме да извлечеме многу поуки. Всушност, токму кај вас во едно интервју, мислам во еден утрински брифинг, кажав дека пандемијата покрај своите лоши страни ќе ги покаже и оние страни кои што требаме да ги подобриме. Всушност, точно реално ќе видиме каде сме, каде сакаме да отидеме. Токму тоа треба во туризмот многу брзо да го одлучиме. Ќе ве вратам на летото. Каков беше соодносот на домашните и иностранските туристи? Ако 2019 година, можеби последната релевантна година во туристичката индустрија во една мината реалност. Ова веќе не сосема нешто друго. И треба да разбереме дека не само туризмот, туку многу нешто и во економијата го сменија својот тек. Па можеме да видиме што се случува на тоа поле во светски и во европски рамки. Велиме дека 51% од вкупните број ноќевања во 2019 година биле од домашните туристи. Но тие учествувале од вкупниот број на туристи од 38%. Всушност, можеме да видиме колку е значаен домашниот пазар. Регионалниот пазар е исто така уште позначен, бидејќи 50% од вкупниот број на странски туристи не били од регионот. Всушност, туристи кои што не користат субвенции, субвенционирање. Па затоа во 2200 година и кампањата Дома си е дома за домашниот пазар, секако и создавањето на зелените зони во туристичката индустрија претежно околу самите соседи ни овозможија да го амортизираме колку толку негативниот ефект во туристичката индустрија. Всушност, таа е една моја изјава која изгледаше некаде во мај месец страшно 2020 година, кога кажав дека 2200 година ќе се трудиме да достигнеме што помал минус во туризмот. Всушност, стана реалност, но веќе 2022 година многу изненадувачки за некога, но не за туризмот, бидејќи ние во последните 2 години работевме напорно во туристичката индустрија да ги достигнеме овие пикови и скокови, ако можеме да видиме дека имаме троцифрено зголемување на странски туристи 2021 со 2022, некои одредени пазари како што е српскиот, португалскиот пазар или други пазари имаат подобри резултати од 2019 година во бројот на ноќевање, во бројот на туристи, и значително закрепнување веќе покажува туристичкиот сектор, но сектор кој што треба понатаму да создаде дополнителна одржливост на дестинацијата, бидејќи многу нешто се изменија, како што кажавме, во новата реалност после пандемијата. И како е 2022, како лето односот? Лично сум задоволен. Треба да биде и туристичката индустрија задоволна, бидејќи многу побрзо
туристичките места не се вратија отколку главниот град. Главниот град е сезона за 12 месеци, сезона каде што дополнително ќе треба да работиме на конгресен туризам, дополнително треба да работиме на одредени манифестации со кои што нашиот главен град ќе биде доволно конкурентен со останатите соседи. Ние може да видиме веќе многу туристи низ Скопје. Претежно се на кружни патувања, така. Имате некои, претпоставам, податоци од каде се ни доаѓаат во Скопје во моментов? Веќе 2020 година и стратешкото планирање испланиравме закрепнувањето во туристичката индустрија да биде во 3 чекори. Првиот чекор со кампањата Дома си е дома, нормално домашниот пазар, бидејќи бевме ограничени заедно со соседите. Веќе 2021 година ја почнавме можноста за вториот чекор во туристичката индустрија, некои одредени традиционални пазари. Успеавме да се подигнат чартери од Холандија колку толку и од Полска, додека 2022 година веќе го имаме традиционалниот пазар и ги имаме некои регионални пазари, но и пазари од кои што сме изненадени позитивно со бројот на туристи. Всушност во овој момент имаме покрај сите регионални традиционални турски туристи кои што многу брзо се враќаат, само 11% минус во првите 7 месеци со бројот на ноќевања. Холандскиот пазар, полскиот пазар, потоа тука се германските туристи, туристите од Романија кои што се за 130% повеќе од 2019 година, што изненадувачки позитивно. Потоа тука се португалските туристи, туристите од Шпанија, но и дополнителни кружни патувања на одредени пазари кои што во минатото сме ги немале. Всушност Македонија е ставена во нивните програми, па околу 13 до 15 тури кружни имаме со бразилски туристи, со мексички туристи и би рекол ако ние сакаме да отидеме на тие екзотични дестинации, ние сме екзотични дестинации за тие туристи од тие прекуокеански земји. Дали ги имаме гостите од Кина? Едно време можевме да ги видиме пред пандемијата, да. За жал, тој пазар е многу потешко да се работи, барем во овој моменти, бидејќи се уште таму има одредени мерки за патување, ограничување и претежно кога говориме за ограничување за патувањата во Европа. Веќе соседната Србија воспостави лет со Пекинг. Се надеваме дека во многу брзо време ќе успееме да воведеме туристички визи за кинеските туристи, затоа што многу работевме негде 2019 година на тоа поле. Ние сме единствената земја во регионот кој што има малце поригорозен визен режим за кинеските граѓани, но се надевам дека во многу брзо време, во рамките на отворениот Балкан, ќе воспоставиме подобри односи, ќе бидеме повеќе ставени или врачунати во регионалните тури и ќе овозможиме иста практика како во останатите балкански земји за визниот режим. Какви се вашите сознанија? Спомнавте дека треба допрва да се направат некои присметки, меѓутоа дали обстана сите туристички агенции, дали туристичките водичи успеа да продолжат со работа после пандемијата и во оваа година, како туризмот како индустрија, значи имаме многу да учиме. Ако сакаме туризмот да го поставиме на многу повисоко ниво, на кое што заслужува кај нас, во овој момент е некаде помеѓу 3,1 и 3,3% во БДП, домашното, тоа треба да расте, бидејќи во европски и во светски рамки од прилика е 10%, имаме доволно простор, тоа е одржливиот сегмент во бруто домашниот производ, скоро на секоја земја. Би кажал дека да, се потрудивме да обстанат сите и мислам дека сите најдоа свој одредени пазар. Никогаш ние не можеме во индустријата и во економијата да се прилагодат сите 100%. Пандемијата го кажа своето лице. Во тој момент кога самата започнувавме само 59 категоризирани ресторани. Само околу 150 до 200 водичи кои што им беше примерна дејност. Тоа. Имавме голем број на туроператори и туристички агенции кои што не успеа да се прилагодат во овие 2 години, но јас сум сигурен дека со поставување на темелите во туристичката индустрија кај нас и со менување на законската легислатива и вметнување на одредени европски практики ќе успееме уште повеќе. Самата ревизија на успех на мерките, но и ревизијата која што беше во Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот го покажа патот каде ние треба да одиме. Што самата препорача дека ние треба да добиваме многу поголем буџет. Ние во последните 3 години имаме драстично намалување на истиот, бидејќи сега веќе работиме за 2024 година. Веќе сега гордо може да кажеме дека заеднички со туристичкиот сектор во рамките на отворениот Балкан 2023 година ќе имаме линијата Белград-Охрид 2 пати до 3 пати неделно. Ќе имаме дополнителни линии.
Ќе имаме други туроператори кои што ќе сервисираат нашата дестинација. Но недопустливо е ние да не можеме да воспоставиме ред, да немаме туристичка инспекција, да немаме туристичка полиција која што нема да казнува, туку ќе во почеток ќе биде едукативни и ќе им помогне на туроператорите, на водичите доволно да се брендираат и доволно да ги постават работите на место. Затоа што не смееме да си дозволуваме нашите атракции, нашите музеи, нашите туристички места да им бидат раскажувани 1000 приказни. Ние всушност имаме историја од која што се гордееме и тоа треба да го прават едуцирани наши водичи, наши кустоси. Не смееме да дозволиме туристите да се шетаат и да слушаат секакви нешта, оние кои што можеби некој странски водич или некој придружник мисли дека ќе им бидат интересни, а всушност ќе бидат се искривени. Тоа што требаме ние да го направиме е да успееме секое 7, 8 или 9 вработување ново да биде во туристичката индустрија во 2023 до 2025 година. И целите кои што сме си ги поставиле вистински да ги реализираме. А имам впечаток дека не сте задоволни нели од тоа како категоризацијата воопшто на туристичките агенции и на водичите како еве би требале да тие каде сега добиваат лиценца за туристички водич, како сега оди категоризацијата на туристичка агенција? Јас не би го формулирала дека не сум задоволен. Јас велам дека имаме многу точки на подобрување и тие точки треба да ги сработиме заедно. Затоа не треба да имаме индивидуален пристап на работите, треба да имаме колективен пристап на работите, а да имаме индивидуална одговорност. И всушност е тоа основата во која што ние треба да го направиме. Велиме многу пати во шега, велам, нема потреба да се чувствуваме навредени за зборовите на нашите непријатели, туку треба да ги памтиме, да го памтиме молчењето на нашите пријатели. Всушност, ние сите заедно тоа треба да го изградиме. Поминаа годините кога говоревме само за квантитет, кога говоревме само за бројки. Сега можеби ќе имаме помал број на туристи, но ќе имаме зголемување на бројот на ноќевања. Всушност тоа е круцијалното во пансионската потрошувачка. Па заеднички сите заедно да создадеме нов модел на субвенционирање, да создадеме нов модел за туристи домашни надвор од сезона, да воспоставиме нови практики во туристичката индустрија. И тоа не може само Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, бидејќи на крајот на криштата тука се работи за цела индустрија. Всушност не имаме повеќе од 350 категоризирани објекти во државата. Како треба да им помогнеме на истите? Ако треба да изборуваме дека имаме можности во руралниот туризам, тогаш вистински да одредиме одредена линија која што ќе ги помогне во наредните 3, 4, 5 години. Да, треба да ја разбудиме Преспа како туристичка дестинација, но на вистински начин. Не можеме тоа да го направиме сега, ако во текот ние имаме 800 категоризирани кревети воопшто во сите сместувачки капацитети. Тогаш како да однесеме 20 до 30 илјади луѓе во текот на денот, кога самата дестинација не може да го издржи тоа? 800 категоризирани во Преспа зборуваме. Да, зборуваме во Преспа. А воопшто? Имаме голем број, ако говориме дека околу 43.000 кревети имаме категоризирани во овој момент, но тоа на што треба да работиме уште повеќе да зајакнеме. Зошто треба да зајакнеме? Затоа што мислам дека во одреден број на општини локалната самоуправа не ја сваќа моќта на туристичката индустрија. Всушност, се повеќе со плаќањето на туристичката такса ние ќе имаме релевантни податоци и ќе овозможиме што повеќе да лобираме за европски фондови. Затоа меѓуграничната соработка и Светска банка и другите донатори се многу значајни кај нас. Треба да создаваме тимови на локално ниво кои што заедно со централната власт ќе изградат уште повеќе професионални односи, се што повеќе да можеме да генерираме фондови од кои што во овој момент не се отворени, се со цел туристичката индустрија во наредните неколку години да покаже уште поголем позитивен резултат. Дали има фондови во кои што индивидуални, например, индивидуалци со своји проекти може да учествуваат, Секако. например, за рурален развој или за нешто? Ние никогаш не се пожаливме како агенција на буџетот. Не мислам само на ваши фондови, него и на европски фондови. Еве ви еден пример. Ако ние успеавме одредени средства да добиеме од странски донатори, меѓугранична соработка, а тоа не било практика порано, исто тоа можеме да го направиме сите ние. Меѓуграничната соработка е многу значајна. Исто така одредени проекти на Европската унија, но потребни се луѓе кои што ќе го прават тоа. Ние многу пати сакаме да се споредуваме со некои други дестинации и тоа ме радува. Сакаме да поставуваме цели или да гледаме каде се тие.
но не сакаме да го видиме патот како стигнале тие до тоа. Всушност, ако сакаме да се споредиме со Словенија, што е гордост кога е туристичката индустрија, развојот на руралниот екотуризам и се останато во поранешните ѓу простори, тогаш треба да го видиме нивниот пат во последните 20 години како го направиле тоа. Ако одиме чекор по чекор, треба нивните позитивни искуства да ги искористиме и тоа да го направиме за 15, можеби за 10 години. Тогаш ќе зборуваме каде треба да бидеме и да се компарираме со на таков во овој момент лав во туристичката индустрија. Всушност, ако знаеме дека сега работиме за 2024 година, ако 2023 година сме ја поставиле целта над 3,2 милиони ноќевања, 2024 3,6, 2025 над 4 милиона ноќевања, тогаш треба да засукаме ракави и сите заедно да фрлиме ракавиците и да го направиме тоа. Но имаме еден потежок процес, а процес кој што во меѓувреме треба да ги пегламе законските решенија и секако се надевам дека Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот малце повеќе ќе порасне и ќе добие повеќе ингеренции или национална туристичка организација. За крај сосема кратко би го закружил овој разговор со вашето присуство на Отворен Балкан. Што може да очекуваме од таа иницијатива конкретно во туризмот? Благодарам многу на прашањето кое што треба да биде јаготка на целиот разговор и е многу сум среќен затоа што една визија, можеби дел и моја, на зголемување на дестинациите, бидејќи многу пати јас говорам дека дестинациите не познаваат граници. Тие се движат дотаму докаде што туристите сакаат да патуваат. А ние треба да им овозможиме дополнителни атракции за тоа да се случи. Ако 2018 година заедно со националните туристички организации на Црна Гора и на Србија заеднички потпишавме меморандум на соработка за настап на трети пазари и тоа се случи 2019 година и беше многу успешно. Отворениот Балкан е практиката како тоа треба да го работи. Всушност, ако 2020 година имавме дома си е дома со 2 милиони туристи, сега дома си е дома со Отворениот Балкан е на 12 милиони туристи. Всушност треба да се подготвиме за 12 милиони домашни туристи. Тоа е еден голем предизвик. Отворениот Балкан дополнително ќе создаде конкурентност на нашата дестинација, на Отворениот Балкан и во рамките на Отворениот Балкан, но и во рамките на Европа. Очекувам во наредните неколку години со туристичката дипломатија да го заокружи својот процес во Отворениот Балкан и да создаде заеднички производи, вински патишта кои што еден предлог веќе од 2018 година од наша страна за патот на Вранецот, потоа дополнително валоризирање на одредени други дестинации и заеднички како Отворен Балкан, можеби за многу брзо време, 2023, можеби 2024 година да се представиме на меѓународните сајми како една дестинација. Ви благодарам за разговорот. Соопштивте значајни вести во областа на туризмот и се надевам дека следното видување ќе биде со уште нови проекти што уште повеќе ќе не стават на мапата дестинација за посета. Благодарам многу и уште еден апел на сите можеби домашни туристи да ги посетат нашите туристички потенцијали, бидејќи се уште убаво времето во текот на септември и октомври.